Заврши славењето, песните и зурлите во дел од изборните штабови. Но и тмурната и празна атмосфера во другиот дел од штабовите. Денот по првиот круг избори за претседател не донесе некоја промена во распоредот на освоени гласови. Интерактивната мапа на Државната изборна комисија е доминантно портокалова, бојата на Гордана Силјановска-Давкова, кандидатката на опозицијскиот блок која доби 2 пати повеќе гласови од актуелниот шеф на државата и кандидат на владеачкиот СДСМ, Стево Пендаровски, победувајќи го во 60 општини, некои познати како бастиони на социјалдемократите, Скопски центар или Струмица. Пендаровски е подобар од Силјановска само во 2 општини, Маврова и Ростуша и Крушево. Тој во вториот круг влегува со заостаток од 180.000 гласови, разлика која се смета за безмалку ненадоместлива, иако трката ја продолжуваат само двајца, иако дел од гласовите на останатите 5 теми на кандидати некаде сепак ќе завршат. Тоа пак ја отвора сезоната на политичко-партиски пазар во пресред на вториот круг на 8 мај, зашто тогаш влогот е поголем и поради парламентарните избори. Нема да барам никаков договор со ниту еден политички субјект, ниту со еден кандидат од овие што не продолжува вториот круг, за така нареченото механичко префрлање на гласовите, затоа што тоа е концепт кој е потполно туѓ на моето политичко верување. Најголемиот победник ВМРО ДПМН е водено од одличниот резултат за кој очекува да се преслики на парламентарните избори, веќе почна да исцртува можната коалиција. Се слушнав со албанската опозиција, со господинот Арбен Таравари, му честитав на резултатот и му посакав успешни парламентарни избори и идна влада во Македонија. Но резултатот на претседателскиот кандидат на опозицијскиот блок на албанските партии Арбен Таравари е за 40.000 гласови помало од оној на Бујар Османи, кој неговата коалиција Европски фронт ја нарече локомотива и ја смести пак во власта. И оваа победа само докажува дека фронтот за Европа станува една голема локомотива за европската иднина на нашата држава. Неговиот противник коалицијата Вреди не смета така. Вели дека подобриот резултат на ДУИ се должи на валкани игри и валкани пари. Тие ќе бидат запишани со црни букви во историјата на албанскиот народ во Македонија за тоа што со нивните криминални гласови кои ги добија со криминални пари успеа за нашиот кандидат, односно кандидатот албанец да може да оди во вториот круг. Речиси 88.000 гласови на контото на Максим Димитриевски го прават неговото движење знам четврта политичка сила во земјата и сериозен играч за и по парламентарните избори. Дефинитивно по завршување на парламентарните избори, знам ќе биде политичкиот фактор за стабилност во државата, без кој нема да може да се формира идната влада во државата. А што во пресред на вториот круг претседателски, но и парламентарни избори ќе прави се уште владеачкиот СДСМ, кој вчера најмногу изгуби. Ова е само прв круг од изборите и вие го слушнавте моето обраќање. Вториот круг на изборите не очекува за 2 недели и ние очекуваме многу подобар резултат. За гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.